Дивиот забавен парк си ги пакува куферите. Ова следи откако сопственикот на земјиштето каде што е поставен паркот побарал од фирмата Disneyland реквизити од чај раскинување на договорот. Сопственикот на земјиштето достави информација дека договорот кој го има склучено за закуп на земјиште со фирмата Disneyland реквизити од Чаир е раскинат и дека побарал да се испразни местото. Не сме известени дали и во која мера постапиле надлежните институции. Работниците кои ги затекнавме на терен и рекоа дека добиле наредба од сопственикот да почнат со демонтажа на паркот. Еден од луѓето за кои ни рекоа дека е сопственик на паркот, а кој не сакаше да ни се представи зад камерата, рече дека ова не е држава и дека намерата му била да отвори бизнис во Скопје, а со тоа и да плаќа работници кои имаат да издржуваат семејства. А у ваш прилог ви сте направили да не може да е. Кажете вашата страна. Срамота да те буду од Бога што имате ти. Да, страната, ја ти кажам, дошол сам храним 10 човека овде, из куќе и 20 човека овде примам плату. Претходно голем број од институциите, меѓу кои МВР, град Скопје и од општина Карпош, излегоа со решенија дека забавниот парк ги немал потребните документи и сертификати за да работи. Полиција, пазарни и градежни инспектори, како и инспектори од УЈП, влегоа во паркот за да проверат како една мала фирма од Чаир, без никаква дозвола и безбедносни стандарди, поставила ризичен рингишпил. Беа направени записници од констатираните прекршоци, а беше поведена и постапка за затворање на паркот и отстранување на опасните реквизити, меѓу кои панорамското тркало.